Во јули годинава, според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапени категории се потрошувачките и стамбените кредити, кои бележат годишен раст од 6,4, односно 13,5%. На месечно ниво, тој раст е 0,4% за потрошувачките и од 0,8% за стамбените кредити. Ова го покажуваат податоците на Народната банка. Минатиот месец автомобилските кредити на граѓаните бележат годишен пад од 6,4%, а кредитите одобрени на кредитните картички забележале месечен пад за 1,6%. Негативните салда на текувните сметки во јули се намалени за 1,3% на месечна основа при годишен раст од 2,6%, додека кредитите одобрени врз други основи забележале месечен и годишен пад од 1%. Во јули вкупните кредити на домаќинствата се со месечен раст од половина процент во поголем дел, како што информира Народната банка, и се под влијание на зголеменото кредитирање во странска валута при раст и на кредитите во денари. Споредено на годишна основа, кредитите на домаќинствата бележат раст за 7,6%, кој што во услови на повисоки кредити во денари во странска валута е поизразен кај кредитирањето во денари. На годишна основа пак вкупните депозити во јули годинава бележат раст од 2,3%, кој во целост се должи на повисоките депозити во секторот домаќинства, а вкупните кредити се зголемени за 9,7% во поголем дел под влијание на растот на кредитирањето на корпоративниот сектор. Вкупните депозити на домаќинствата во јули се повисоки за 0,4% на месечно ниво. Промената се должи на растот на краткорочните депозити во странска валута, депозитните пари и долгорочните депозити во странска валута, додека краткорочните и долгорочните депозити во денари бележат пад. На годишна основа е забележан раст од 5,2%, во најголем дел под влијание на повисоките краткорочни депозити во странска валута, при забележан раст и на долгорочните депозити во странска валута и депозитните пари, а при остварен пад на долгорочните и краткорочните депозити во денари. Во јули вкупните депозити во корпоративниот сектор пак се зголемени за 1,7% на месечна основа. Нагорната промена пред се должи на растот на краткорочните депозити во странска валута со позитивен придонес и на краткорочните депозити во денари и долгорочните депозити во денари во странска валута при остварено намалување на депозитните пари. На годишна основа остварен е пад од 2,9%, кој што произлегува од намалувањето на сите компоненти, осем краткорочните депозити во странска валута, кои бележат раст.